Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на емисијата 15 минути со на програмата на ТВ канал Одвис. А наш и ваш вечерашен гостин преку оваа емисија е господинот Нико Горшич, кој ни доаѓа од Словенија, познат и признат телевизиски, театарски, телевизиски и филмски актер. Ни доаѓа од Љубљана и е голем пријател на фестивалот на камерен театар Ристо Шишков и голем пријател на Струмица. Господине Горшич, добро вечер и добре дојдовте во нашава емисија. Супер, ту смо. Да, јас ќе се обидувам, почитувани гледачи, да преведувам она што ќе го зборува господинот Горшич, значи тој вели да, супер е, тука сме. Какво е чувството повторно да се биде во Струмица и повторно да се биде на фестивалот на камерен театар Ристо Шишков? Чувство е дефинитивно... Ми смо отворени на чувства, така да и прихвачамо, логично, чувства кои добимо и Струмице. Така, ние сме отворени за тие чувства и секогаш сме отворени кон Струмица, ја прифаќате Струмица и така натаму. Колку пати до сега сте биле во Струмица? Многу. Да, најмање 10, ајде. Најмалку 10 пати Нико Горшич бил во Струмица. Ке се подсетиме, почитувани гледачи, Нико Горшич во една година, во едно издание на фестивалот на камерен театар Ристо Шишков беше и лауреат. Тој ја доби таа година, тој ќе ни каже која година беше тоа, единствената награда за високо актерско достигнување кој го носи името на Ристо Шишков за улога во представата Столови од Ежен Јонеско, ако не се лажам. Која година беше тоа, господине Горшич? 2013 година, значи пред 9 години, кога поминаат? Јесте. Толку многу години. Какви чувства, какви сеќавања имате од таа година? Очекувавте ли дека ќе ја добиете таа награда? Па никако, jer јас сам бити био први страни глумац. До тада су били увек само македонски глумци, јас сам први, па после су још неки добили од други држави. Да, тој е баш Благој Стефановски покушал да уради тоа меѓународни фестивали стога, не? Сада видим да се то некако не догаѓа више, што е штета. Не, сепак се случува. Значи вака, Нико Горшич ни вели дека тоа се случило во 2013 година, веќе ви реков дека станува збор за представата Столови од Ежен Јонеско, во кој играше Нико Горшич и ја доби единствената награда за високо актерско достигнување. Тој вели дека јас бев првиот странски актер кој ја доби наградата, бидејќи по идеја на Благој Стефановски, кој веќе не е помеѓу нас, долгогодишен селектор на фестивалот на камерен театар Ристо Шишков, од таа година од фестивал на камерен театар Ристо Шишков стана меѓународен фестивал на камерен театар Ристо Шишков, на кој доаѓа и театри од други земји. Што значеше за вас таа награда? Вие Ристо Шишков не го познававте, така? Па он е бити млади од мене, така да свакако да го знамо. Го знаете Ристо Шишков, така? Какви спомени буди Ристо Шишков кај вас? Да, тоа су ове живе личности. Тоа се личности кои се уште живеат покрај нивната смрт. Још и денес. Така, до ден денеска. Добро. Што мислите за фестивалот на камерен театар Ристо Шишков? Дали оди во вистински правец? Годинава слави 30 години од своето постоење. За еден фестивал кој слави 30 години од своето постоење, очекувањата се да биде тоа супер фестивал, но за жал секоја година овој фестивал е ниско буџетен фестивал, а сите велиме колку пари, толку музика. Управо ли сум? Добро.
Dobro, nije to, tu nisu toliko važne pari, razumeš, važna je selekcija, ne? Da. I makedonski teatar nije loš teatar, ne? Tako da uvek možeš napraviti dosta dobru selekciju, ne? I to znači, važan na festivalu je uvek važan umetnički nivo. Така. Jer pare, šta, mislim, ne? Парите се трошат, така. Pa da, i ljudi su uglavnom u teatrima, ne? Така. To znači tu ne treba ništa, nekih posebnih para, ne? Така. Razumeš, tako da to nije... Stvar je u tome, znaš da se posle 30 godina u biti se je festival zatvorio sam u sebe, ne? I baš Blage Stefanovski je na neki način dao neki pravac gde bi moglo da to postane međunarodni festival, da dobije i neki odjek vani, ne? Pa onda da se i makedonski teatar u biti ne izgubi sam u sebi, nego da se stalno proverava, ne? Каде стои во однос на другите театри од регионот. И то е онда тај pravac što bi trebao da ide dalje, znaš? Така. To je 100% vrlo važno, jer kad se zatvoriš, ne, to se kaže nepotizam, ne, na nekim drugim nivoima. Непотизам не. Само да преведам, господинот Голшич на моето прашање вели дека во Македонија се случува добри представи, македонскиот театар е добар, но не е се во парите, тој вели дека важна е селекцијата. Каква селекција на представи ќе биде направена за да се добијат квалитетни представи кои ќе се играт на Меѓународниот фестивал на камерен театар Исто Шишков, и тоа беше идејата на Благој Стефановски порано, да го направи овој фестивал меѓународен фестивал, и со тоа и дури нашите театри да можат да видат до кај се во однос на театрите од соседството, од регионот, од Европа, бидејќи овде доаѓале представи од не само од балканскиот простор, туку и многу подалеку од тоа, имаше и руски представи, така, од Санкт Петербург и така натаму. Тоа е добро, се согласувам со вас, но вие годинова сте во улога на член на жириито, заедно со Петар Арцовски и со Звездана Ангеловска, која е минатогодишна победничка или лауреат од минатогодишното издание на фестивалот на камерен театар Исто Шишков. Какво е чувството да се биде член на жири комисијата? Дали е тоа неблагодарна работа? Не, тоа е чест. Тоа е чест, така? Тоа е чест, дефинитивно, и тоа су важни ствари. Кажем, тоа су неке селекција, не? Ако су праве, one vode, ne, stvari dalje, ne. Ako su krive, ne, onda gubi cela teatarska sredina u tome, ne. Tako da je to. Ja mislim da nećemo biti loš žiri, no. Јас се надевам, сите тројца членови на жири комисијата сте стручни, сигурно нема да бидете лоши. Нико Горшич повторно ја спомненува селекцијата, ако селекцијата е добра, ќе биде добар фестивал, ако не е добра, ќе оди во погрешна насока и вели се надевам дека ќе бидеме добро жири. Други се тие улоги, некогаш кога тој ја добил наградата, некоја друго жири го оценувала таа негова игра во столови на Ежен ЮНЕСКО, сега е тој во улогата некого да оценува, и тоа се сепак различни улоги. Претпоставувам, многу е подобро да се биде на сцена, отколку да се седи и да се оценува. Така. Така ли е? Јесте, така. Се согласувате дека е тоа така. Добро. Што се случува во театарот во Словенија? Како функционираат нештата? Таму за сега феноменално. Феноменално, така. Зашто е феноменално? Зато jer ova produkcija je ostala, mislim, netaknuta. Така. To znači, gledaj, naš... Недопрена од што? Od količine, na primjer. Така. Na primjer, kod nas u Ljubljana, na primjer, Narodni teatar ima 10 premijeri. Во годината? Jeste. Gradski teatar u Ljubljana ima 12 premijeri. Onda Slovensko mladinsko gledališće ima 10 premijeri. Onda imamo još druge
bezbroj ovih malih neovisnih scena, to je obično 50 premijeri godišnje, to je sve u Ljubljani, ne? Onda su još neprofesionalni teatri, isto tako još tamo. Ама има ли професионални театри во други градови? Jeste, kako da ne. Kako da ne. I tamo isto po 10 premijeri imaju. To mi je neška, to namerno kažem, jer vidim kod vas da to... Ne je taka situacija. Mislim, to je vrlo problematična situacija sada kod vas. Ne radi se toliko o novcu, jer kako si ti glumac naplati, a tamo je scena, mislim, ne znam, može se nešto napraviti, ne? Така е, се согласувам. Господин Горшич вели на моето прашање каква е состојбата со театарот во Словенија, тој вели фантастично, да, одлично оди сето тоа. Станува збор за количина, за еден квантитет во представи. И во Лјубљана, како што тој спомна, во Народниот театар се играат 10 представи, во Градскиот театар 10 премиери годишно, во Градскиот театар во Лјубљана 12, во Младинското гледалиште од Словенија уште 12, тоа се веќе 34 представи само во Лјубљана, ги има и во другите градови во Словенија, но нели се плашите? 34 премиери. Ljubljana не е толку голем град за толку многу премиери. Pa, malo ste rekli, jer tu postoji još, rekao sam, 50 premijeri neovisne scene. Plus 50 премиери од независните сцени. Tako. Но велам, нели е тоа помалку хиперпродукција? Не, nije. Која се гуши меѓу себе, така? Никако. Има доволно публике. Apsolutno. Znaš, kad je količina, je moguće da nastaju neke stvari vrlo dobre i kvalitet. Сакате да кажете, од квантитетот излегува и квалитет. Tako. Zato je kod vas to strašno problematično. Така. Radite premalo. Токму така, се согласувам. I gubite i na kvalitetu. Така. Каде ја гледате причината за тоа? Губиме ние во македонското глумиште, не се работи толку, нема толку премиери, едва 2-3 годишно во секој театар, тоа е премалку, а парите за плати одат, нели? Трпат љубителите на театарската уметност и тоа не е во ред, така. Кога вие би биле овде, што би направиле нештата да се променат? Dobro, tu mora i politika nešto napraviti. Mislim, vjerovatno su i pare problem, ali svejedno, ljudi koji su na plati, oni, ja mislim, su odgovorni da urade nešto. To znači šta? Значи, луѓето кои работат за плати во тие театри се должни да направат нешто. На крајот на краиштата тоа го работат. Мора да работат со љубов. Платите се плати, меѓутоа љубов кон професијата е многу важна работа. Така е, нели? Pa to je to. Dobro. Pa ne, jer ako glumci ili reditelji ne rade, oni i gube svoju profesiju, izgubi se i kvalitet, jer gledaj sportaši, za sportaše znamo da oni vežbaju sveki den. Така е. Kapiraš? A ti 2-3 godine ne igraš ništa, šta? Pa ti si zaboravio. Така, се согласувам. To je. Нико Горшич прави паралела, компарација со актерите, со спортистите. Спортистите секој ден тренираат и го работат тоа за кои се платени и затоа имаат успеси, нели колку повеќе тренираш, толку повеќе успеси имаш на спортско поле. Така треба да биде и со актерите. Кога зборуваме за Нико Горшич, можеме да зборуваме надолго и на широко. Но кога зборуваме за Нико Горшич, мора да се подсетиме дека Нико Горшич во еден наврат беше режисер на една представа во Струмица, во која играа Бранко, беше тоа дуодрама, во која играа Бранко Бенинов и Ванчо Крстевски. Тако. Беше тоа представа која се работеше во чест на еден јубилеј нивен заеднички, не знам 35. колку години. 35 години на... I oni su zaista imali. Така. Isto su proslavili sa ovim ulogama 35 godina. Така. Дури добија награда. Оба двоје su dobili nagradu. Добија награда на фестивалот на камерен театар исто Шишков.
Какво беше соработката со нив двајцата? Кои се вашите сеќавања? Беа ли добри? Беше ли добра таа комуникација на релација Нико Гошич и двајцата актери? Кажем, vrlo jednostavna je bila i vrlo uspešna na kraju krajeva. Беше едноставна таа соработка и многу успешна на крајот на краиштата. A tragedija u tome je da je posle godine dana, posle premijere je umro on. Да, Ванчо Крстевски почина, Бог да го прости. За жал, останува убав спомен во секој случај вашата работа во театарот во Струмица со двајца актери кои струмичани многу добро ги знаат, така. Сега, сакам уште нешто да ве прашам. Вие бевте дел од една, како да кажам, асоциација која се викаше НЕТА. Да. НЕТА, во кој главен човек беше Благое Стефановски, ако не се лажам, бевте повеќемина вклучени во таа асоциација и веќе во последните неколку години, особено после смртта на Благое Стефановски, таа не функционира. Бидејќи во рамките на фестивалот на Камерен театар Ристо Шишков се одржуваше некаков фестивал во фестивал, односно НЕТА фестивал, на кој вие доделувавте награди и на други за актер, за режисер, за представа во целост и така натаму, за сценографија, не знам, повеќе награди. Иако ние велиме дека на фестивалот на Камерен театар Ристо Шишков се доделува само една награда за високо актерско достигнување. Но НЕТА беше надвор од сето тоа и доделуваше своји награди. Сега се поставува прашањето: умре ли НЕТА или ќе ја воскреснеме? Не, умрла, definitivno. Така? To su nezamenljivi ljudi. To svi znaju šta je bio Blagoje Stefanovski u biti za makedonski, pa i za jugoslovenski teatr. Pa i za evropski teatr. Tako, ne, on je bio čovjek, mislim, koji je nezamenljiv, ne postoji nijedan nigde. On je napravio mrežu teatara i festivala, bilo ih je 68, koji je u 19 zemalja. To znači, on je bolji bio nego svi ministri za vanjske... I za kultura. Tako, to je bio biti... Da, тој беше своевремено дури министар за култура. Tako, i on je znao sve ministre za kulturu, sve mogao da zove sa telefonom od Istanbula do Petrograda ili... Tako, mislim, to ne može se menjati. Да, господинот Нико Гошич вели дека на моето прашање дали НЕТА е умрена или може ќе воскресне, тој вели да, дефинитивно е умрена таа асоциација. И тоа е поради смртта на Благое Стефановски, тој беше се во таа НЕТА, значи беше главен играч во таа НЕТА. Тој воспостави некаква мрежа со странски фестивали и театри, ги имаше на број колку? 68. 68 фестивали и 19 и театри од Цариград, од Истанбул до Петроград и така натаму. Значи, и благодарение на тоа, јас само додавам на неговиот одговор, благодарение на тоа фестивалот на Камерен театар Ристо Шишков, иако нискобуџетен фестивал, можеше во секое време на секое издание на овој фестивал да донесе представа по заслуга на НЕТА, значи да донесе представа како дел од програмата, бидејќи тој беше нели селектор на фестивалот, да биде дел од овој наш фестивал. Тоа е нужно. Така. Нужно, да. И тоа е нужно. Меѓутоа, моето прашање, господине Гошич, е има ли шанса да биде возобновена НЕТА? Повторно да се врати? Има да кажеме ту... вие, да бидете иницијатор или некој други? Не, веќе и сада се веќе договарамо sa nekoliko država da osnovimo neku takvu mrežu. Od Bugarske do Strumice do i tako dalje. Sve ovih do Slovenije i tako dalje. Baš ova teatarska mreža nastaće tu. Izgleda da u Strumici da će to biti. Да, овде ќе се договорите. Да. Значи има шанси да
да се возобнови НЕТА или некаква друга мрежа, Да, не е важно како меѓународна, значи меѓународна театарска мрежа од Бугарија преку Струмица и Македонија па се до Словенија и така натаму и во некои други држави и дека тој договор за тоа возобновување ќе се случи токму во Струмица. Дај Боже нека биде така. Ќе се радуваме. Не, то ќе бит, дефинитивно. Так, за крај на овој наш разговор, што во моментов работи Нико Горшич во Словенија и играли во одредени представи или на телевизија? Па, tu je uvek dosta nekih projekti. Ne, tako Има секојаш некои проекти? Da, ima što se spremaju i već sam imao neku premijeru pre mesec, dva. Ne. Tako da, to nema kraja. No. Mislim, tu apsolutno nema ništa da dodam, mislim, jer to zaista, ne, to ne znamo koliko dugo ćemo živjeti. Така, дај Боже. Do kraja ćemo to raditi. Znaš šta, samo to, nisi me pitao to, za ovaj festival je vrlo važno da bi kvalitet festivala ostao, interes za taj festival, da bi ostao kod umetnika, potrebno je uz ovu jednu nagradu, koja je zaista Така, за високо актерско достигнување. To je zaista nagrada koja zaista nešto vredi i to je to. Ali treba napraviti malo više nagrada. Така. Znaš, i za neke druge stvari, jer ljudi, drugi glumci, pa mladi i tako dalje, moraju imati interes za taj festival. Jer sada već, jer se zna da samo neki, но идејата starci е dobio... фестивал да биде единствениот фестивал посветен на актерот и тука на пиедестал е само актерот, а не другите учесници во еден театарски процес, нели? A treba raširiti, mislim, te nagrade. Само да преведам на моето последно прашање во овој краток разговор со господин Горшич, тој одговори дека да, се уште работи на разни проекти во Словенија, пред еден месец имал премиера и дека ќе продолжи се дуре жив, но на крајот на краиштата сигурно ќе се согласите со мене, почитувани гледачи, дека за актерите пензија нема. Тој може формално да биде во пензија, но тој е секогаш на сцена и дај Боже да е здрав и жив Нико Горшич и да слушаме убави работи за неговите проекти, за неговите представи. И неговата идеја е да се неговата идеја на фестивалот на камерен театар Ристо Шишков, освен оваа награда Ристо Шишков за најдобро актерско достигнување, да се воведат и некои други награди, на тој начин ќе предизвика сето тоа и интерес и кај другите помлади актери. Господине Горшич, ви благодарам за разговорот. Супер, некако дуго смо. Ви благодарам за разговорот. Ви посакувам многу успех во кариерата, да сте ми здрав и жив и да донесете правилна одлука за најдобриот актер на овој фестивал. Нема проблема. Ви благодарам и се гледаме повторно. Уживај. Почитувани гледачи, беше тоа емисијата 15 минути со на програмата на ТВ каналот ВИС. До следното издание на оваа емисија. Довидување.